Патот Кичево-Дебар, поточно од селото Извор до Дебарскиот мост, почна да се асфалтира во деловите каде што земјиштето не се лизга. Работите ги изведува компанијата Илинден, чиј собственик Раде Трајановски ни рече дека не мислеле дека работите ќе се одвиваат вака. Тој ветува дека врз основа на искуството ќе го завршат проектот многу брзо, но дека лизгањето на земјиштето им ја отежнало работата. Компанијата побара дополнителни средства за завршување на патот, вклучително и средства за поставување заштитни зидови. Од државното предпријатие ни кажа дека ќе има средства за заштитните зидови, но официјално се уште не сме добиле никакво соопштение, но ќе продолжиме со работата. Дел ќе асфалтираме, дел веќе асфалтиравме и сега ќе асфалтираме околу 9 километри, додека деловите каде што земјиштето не се лизга ќе ги оставиме првично да ги изградиме заштитните зидови со средствата што ќе ги одвои предпријатието. ТВ21 побара изјава од јавното предпријатие државни патишта, од каде ни кажаа дека се обезбедени средства за доизградба на овој пат. Градежните работи за изградбата на регионалниот пат делница Извор спој со 2А Гарски мост во должина од 19 километри се во тек. Воедно ве известуваме дека во годишниот план за јавни набавки за 2025 година на ЈП за државни патишта се предвидени средства за докомплетирање на изградбата на регионалната патна делница Извор спој со 2А Гарски мост. Како што дознава ТВ21, целиот проблем произлегол од проектантите, бидејќи тие не биле на терен за да ја видат работата и ризикот од свлечиштата. Туку, како што ни кажаа изворите, тие спровеле проект преку Google Maps, па имале доцнење и патот не бил завршен на време. Овој сегмент останува важна врска за регионалниот сообраќај и се очекува по завршувањето значително да го подобри движењето меѓу Кичево и Дебар, како и да ја зајакне соработката со Албанија.